Почитувани медиуми, почитувани граѓани, оваа пресконференција денеска е на тема задолжувањето на Република Северна Македонија од страна на Унгарија. Знаеме дека пред 8 месеци премиерот Мицковски во договор со премиерот Орбан договорија кредит во износ од 1 милиарда евра, пари кои што се задолжување на Република Северна Македонија, кое што со активната пропаганда на ВМРО ДПМН и на власта беше пренесено кон граѓаните како најуспешниот досега финансиски направен аранжман за оваа држава. Откако владата вчера објави дека конечно изнашла начин како да ги пласира средствата до компаниите, денеска сметавме дека е многу важно со вас да ја споделиме нашата анализа за оваа финансиско задолжување. Сакаме да ги презентираме клучните бројки и клучните факти кои што потврдуваат дека овој финансиски договор кој што државата го склучи не представува економски интерес на државата и веројатно се работи исклучиво за политички интерес или евентуално бизнис интерес на власта. Граѓаните имаат право да ја знаат вистината, бидејќи со оваа одлука се задира директно во нивните џебови и со оваа одлука имплицира директни трошоци од буџетот и од нивните пари. Задолжувањето од Унгарската експорт-импорт банка во износ од 1 милиарда евра, од кои што 500 милиони евра беа наменети за исплата на еврообврзницата од 2018 година, 250 милиони евра кои што беа наменети, треба да бидат наменети за компаниите кои што ќе ги даваат комерцијалните банки, и последната четвртина од 250 милиони евра кои што се кредити кон општините, отвараат сериозни прашања за финансиското и институционалното потврлање на владата која што треба да ги операционализира овие пари. Економските штети од овој договор се сериозни и далекусежни. Каматната стапка од 3,25% годишно, иако на прв поглед изгледа конкурентна во однос на она што се нуди како пари во регионот за државите, можеме да кажеме дека апсолутно не е точно и не е вистинито. Договорената дополнителна каматна стапка во кредитот кој што е за компаниите објавен вчера од 1,95% кој што компаниите ќе го плаќаат кон комерцијалните банки, практично кажува дека ефективната каматна стапка за граѓаните и за компаниите на крајот ќе изнесува 5,2%. Тоа, споредено со она како податок што го објави нашата Народна банка, дека во моментот комерцијалните банки нудат кредити кон компаниите кои што се во просек дури 4,78%, покажува дека овие пари од унгарскиот кредит за компаниите не се конкурентни на нашиот финансиски и банкарски пазар. Ова воедно значи дека компаниите имаат пристап, компаниите и граѓаните за овие пари од унгарскиот кредит ќе плаќаат по високи камати и тој истиот е поскап. Втор критичен аспект од ова задолжување е провизијата од 0,5% на неповлечените средства. Во апсолутни износи тоа би значело дека за 500 милиони евра кои што легнаа на трезорската сметка на крајот на октомври оваа година, државата плаќа годишно 2,5 милиони евра камат провизија на неповлечените средства. Ако земеме предвид периодот кој што од октомври до денеска е поминат, а парите не се во функција, тоа покажува дека граѓаните од нивните џебови на име на провизија досега платиле околу 600.000 евра, што апсолутно не даваат резултат и плод. Значи, плаќаме провизии за ништо. Имајќи предвид дека самиот договор, ова е трет аспект, предвидува дека има правни услуги кои што согласно договорот ги иницирала и ги договорила практично Ексим банката од Унгарија, за кои што ние како јавност досега не добивме информација зошто е тоа така направено, кога со тие правни услуги ќе се штитат интересите на банката, а нема да се штитат интересите на државата. Кој е износот на трошоците за овие правни услуги, отвара прашање за несигурност од страна на државата во управување со ова задолжување понатаму. Дополнително, целиот договор беше направен без никаква консултација, ниту со домашните релевантни институции,
ниту со граѓаните, ниту со јавноста. Зошто државата прифати да ги финансира овие трошоци, за правните услуги зборувам, кога тие не служат директно на државниот интерес и се иницирани од страната на самата Ексим банка? И зошто владата упорно крие кој е износот на овие трошоци? За кредитот од 1 милиарда евра во следните 15 години ние како држава ќе платиме безмалку половина милиарда евра на име камати. Дали владата, кога го склучуваше овој договор, имаше било каква проекција и идеја кој ќе биде економскиот раст кој што ќе го оправда ова задолжување? Во делот на кредитот кон општините можеме да кажеме дека ситуацијата е комплетно фијаско. Прво, требаше до крајот на 24 година да се реализираат 250 милиони евра, за да сега видиме дека кон општините имаме реализирани само 78 милиони евра од истите. Тоа значи дека износот на каматата и на провизиите кон унгарската банка течат, а Македонија од тоа и граѓаните немаат никаков ќар. Почитувани граѓани, овие факти и бројки го потврдуваат она што го говоревме од почетокот, дека овој кредит не е економска, туку чиста политичка одлука и договор. Тој е постигнат во 4 очи помеѓу премиерот Христијан Мицковски и Виктор Орбан, без никаква јавна дебата, без консултации со релевантните институции и без водење сметка за интересите на граѓаните и на државата. Задолжувањето е исклучиво резултат на блиските односи помеѓу овие двајца политичари, а не се базира на реалните економски потреби на граѓаните. Тој ја прави Македонија зависна од Унгарија и го загрозува нашиот политички и економски суверенитет. Ова задолжување ја осиромашува државата, ги намалува јавните инвестиции и создава непотребна зависност од странски интереси. Наместо овие средства да се користат за подобрување на квалитетот на животот, тие ќе завршат во рацете на странски банки и адвокатски канцеларии во странство. Македонските општини ќе останат со празни раце, а македонските компании со скапи кредити кои ќе го отежнат нивното работење. Во овој контекст, ВМРО ДПМН и владата на Мицковски должат многу одговори. Зошто го избра најлошиот можен начин да се задолжат преку овој унгарски кредит, со високи камати и со скриени трошоци? Зошто јавноста до ден денес не е информирана за вистинските услови и висината на цената на овој кредит? Колку точно пари ќе потрошиме за правните услуги кои ги наложи унгарската банка, а кои исклучиво ги штитат интересите на банката, а не и на државата? И зошто граѓаните да ги плаќаат од својот джеп каматите и трошоците на бизнисот, а ултрапрофитабилни компании да користат пари со кои што како инвеститори ќе градат трговски центри? Имаме ли тука некакво оправдување за ваквата економска логика? Кои какви ќе бидат импликациите врз економскиот раст на државата и врз општините со ова задолжување? Зошто доцни реализацијата на средствата кон општините и зошто наместо капитални инфраструктурни проекти кои што ќе значат раст во локалната самоуправа и развој, се случува да овие проекти се претвораат само во пари потрошени за пекатон плочки? Дали можеби причината е тоа што владата со лесните краткотрајни проекти кои што може да ги операционализира во зададениот период, практично сака со овие пари, условно кажано, да врши подкуп на гласачите во пресред на локалните избори? Зошто владата на крајот на краиштата не се задолжи со нова еврообврзница? Знаеме дека на финансиските пазари во Европа задолжувањето со еврообврзница апсолутно ќе го постигнеше 3,25 трошокот на како што е унгарскиот кредит. Зошто не се задолжи во било која друга меѓународна финансиска институција и одлучи тоа да го прави преку Ексим банката во Унгарија? И зошто парите остануваат неискористени додека ние плаќаме камати за нив? Владата мора да ги даде овие одговори кон граѓаните и кон јавноста, затоа што вакво задолжување од ваков обем значи дека преземаме сериозни обврски
кон странски влади во случајов, кои што имаат импликации врз нашата политика на јавни финансии и во крајна линија имаат импликации политички врз нас како држава. Ние сите мора да бидеме будни и да следиме што оваа влада работи, особено кога станува збор за задолжувањата и релациите со другите држави, и за тоа силно и гласно да алармираме. СДСМ во тој контекст ќе остане и будна и гласна. И ви благодарам.